Користење на ChatGPT не е AI вештина. Не е доволно да започнеме со изучување на вештачка интелигенција, туку треба да започнеме на време. После секоја ваква трансформација имаме победници и губитници. Кои се новите работни позиции? Дали AI ќе не замени? Првото прашање ќе ви дам неколку секунди да го размислите. Не мора да го одговарате, нема да побара никој од вас да го одговарате, меѓутоа размислете го. Прашањето е како да се надпреваруваш со AI. Како да се надпреваруваш со вештачка интелигенција. Ај некоја минута посветете да го одговорите ова прашање. Океј, значи следниот слайд што ќе ви го покажам е всушност ќе побарам од вас да ми одговорите на чат или на YouTube или на Zoom, каде сакате да ми одговорите А или Б. Значи прашањето намерно беше двосмислено. Како да се надпреваруваш со AI? Кажете ми што прво си помисливте кога го прочитавте ова прашање. Како да се надпреваруваш против AI или како да се надпреваруваш со помош на AI? Така да одговорите ми со А или Б. Како размисливте, на што прво помисливте кога го слушнавте ова прашање? Видов веќе некои коментари никако. Предпоставувам тоа е за опција А, така да што прво помисливте кога го прочитавте ова прашање? Како да се надпреваруваш против AI или како да се надпреваруваш со помош на AI? Океј, тоа што можем да го забележам, колегата Вил ми помага, вика повеќето прашања се Б. Океј, значи пред да продолжиме понатаму. Значи оние што имаат одговорено под Б, тоа значи веќе дека прифаќаат дека ова со AI е реалност и ова со AI ќе остане. И мојата улога денеска за нив ќе биде да ги мотивирам побрзо да почнат да изучуваат AI, што веќе знаат дека AI може да им биде од голема помош. За оние кои имаат одговорено под А, мојата улога денес ќе биде да ги охрабрам, да ги мотивирам да почнат да размислуваат на вештачка интелигенција, односно да почнат да веруваат дека вештачката интелигенција е тука да остане и дека во иднина работите многу ќе се сменат поради меѓутоа се ќе биде позитивно. Мојата улога тука ќе биде да ве охрабрам и да ве охрабрам да размислувате позитивно кога станува збор за вештачка интелигенција. Така да тоа што сакам да ви го кажам денеска е нели малце повеќе за вештачка интелигенција и нели како ќе се трансформираат нашите работни позиции во наредните неколку години. И сега 17 години сум во технологија и ова што се случува денес навистина не сум го забележал. Море од можности се појавуваат за оние кои се спремни да ги зграбчат. И сега прво сакам да се обратам до нашите студенти, оние супер фанови кои редовно не читаат и не слушаат и оние кои не сакаат и не поддржуваат сите овие 10 години, навистина тоа многу ни значи. Па за нив оно што се обедуваме да го направиме не само да реализираме програми со вештини кои моментално се барани на пазарот на труд, туку и навремено да ве информираме за сите трендови и сите случувања на тема кариера, технологија, вештачка интелигенција или образование. Оваа тема ние зборуваме од 2023 година, првите презентации кои ги правевме на оваа тема во 2023 година беа со неколку посетители, меѓутоа сега често гледаме и на наши настани онлайн и со физичко присуство стотици, некогаш и над 1000 присутни. И сега за оние што првпат не слушаат, според информациите што ги добив од мојот колега Вилијам, околу 1000 луѓе регистрирани, односно околу 50% од регистрираните за овој настан се луѓе кои претходно сме ги немале во нашата имейл база. Сега за нив би сакал да кажам дека навистина Brainster не е за сите, Brainster не е прво за оние што се наблюдуваат, че оние кои следат, се информираат и не превземаат акции на тема кариера, и број 2 не е за оние кои сакаат традиционално образование, односно теорија, учење на предмет, учење на памет и така натаму. Нашите образовни програми се повеќе во насока на практично учење преку проекти, преку кейс стадија и професори кои доаѓаат од кои се професионалци кои со децении работат тоа што го предаваат. Ние интерно си го кажуваме преку ден професионалци вработени навечер професори или предпладне професионалци, попладне
професори. Така да тие се тие професори кои ние веруваме дека може да ни донесат нели практично искуство. И сега да поразговараме пак назад за вештачка интелигенција и дали AI ќе не замени. Како што вештачката интелигенција напредува, така произлегува прашањето како на пример што тоа би значило за работните позиции, за професиите на глобално ниво, кои професии би се замениле, кои нови професии би се појавиле, и верувам дека и денес вие барем еднаш си го имате поставено тоа прашање дали AI ќе не замени. И нормално е да чувствуваме страв дел од нас, бидејќи нели не очекуваат многу големи промени. Сега моето име повторно е Петар Ниновски, една од моите цели на ова мое излагање е да ве успокојам, да ви кажам дека е нормално да си ги поставуваме овие прашања, нормално е да се плашиме од промени, но треба да бидеме оптимисти, бидејќи луѓето нели по природа, и јас и сите останати, сите луѓе што ги знам, сите се плашат од промени. Никој не сака природно промени. Меѓутоа некој од луѓето кој ќе видат дека се случуваат промени, кој ќе сватат дека промените се тука за да останат, некои луѓе побрзо го прифаќаат тоа и побрзо се прилагодуваат, некои малце поспоро. Меѓутоа сите имаат страф од тие промени. Сега чисто да ви кажам дека често ово го кажувам, бидете свесни дека нели работите ќе се променат, меѓутоа се ќе биде во ред само различно. Значи се ќе биде во ред само различно. Пренесете оваа порака на некој ваш близок, барем на еден човек денеска пренесете оваа порака, бидејќи секако ќе се сменат многу работи, меѓутоа верувајте ми све ќе биде во ред. Сега, од каде потекнува овој страф? Не е само од вештачка интелигенција, туку за жал истовремено ми се случуваат уште две други големи макро мега трендови кои нели целосно ќе го променат пазарот на труд. Првиот го знаеме, нели таа економската неизвестност од која не можеме да влијаеме тука многу, едноставно ни се случува сите овие геополитички случувања во последните неколку години, за жал нели негативно влијаат на економијата и на оваа трансформација. Така да тоа е првата голема макро тренд кој нели влијае на пазарот на труд. Сега вториот е нешто што ние придонесовме да се случи, ние компаниите, односно тоа е некој тренд кој продолжува од ерата на COVID, односно во ерата на COVID, голем дел на компании, особено ние кои работат во делот на технологија, всушност во еден период многу повеќе вработија отколку што им беше потребно и дел од тие 20-30% некои од компаниите повеќе вработија, дел од тие луѓе, односно дел од тие компании не знаат сега во моментот што да прават со тие луѓе. И третиот и најголемиот фактор е секако вештачката интелигенција, која целосно ќе трансформира секоја компанија, секоја индустрија, нема да постои ниту една ниту работна позиција, ниту кариера која ќе остане непроменета. Сега само да ве потсетам дека оваа голема трансформација ни се случува, вакви големи трансформации во минатото ни се случувале многу, и обично се случуваат на секој 10 до 15 години. Сигурно сме го сретнале можеби под некое друго име, сега го среќаваме нели како AI трансформација, меѓутоа нели можеме да го сретнеме како иновацијски циклус, можеме да го сретнеме како технолошка трансформација, меѓутоа се станува збор за едно те исто. Само во изминативе 25 години да се потсетиме нели од почетокот на овој век или крајот на минатиот 90-2000 години, кога ни се појави она интернет трансформација, негде 2006 до 2009 е она мобилна развиваат на мобилна технологија и на клауд, дигиталната трансформација ни се случува во претходната декада, сега сме нели на почеток на една нели AI трансформација и после секоја ваква трансформација имаме победници и губитници. И знаете, историски, ако ги погледнеме овие претходни иновацијски циклуси, кои биле победниците? Не биле победници ниту најсилните, не биле ниту најголемите, ниту најпаметните, туку најбрзите во учење и најспособните во таа адаптација. Дозволите ми сега да ви споделам само еден скрин, кој всушност многу накратко ги опишува изминатите иновацијски циклуси. Овој скрин го имам споделено
со вас, предпоставувам го гледате, така да доле ги имаме иновацијските циклуси и годините, нема да се враќам многу наназад да не ви одземам за ова време, меѓутоа ќе ви испратам презентацијата и ова презентација исто така се снима, така да ќе може да се погледнете од понова ако сакате повеќе да се информирате за претходните иновацијски циклуси, меѓутоа тоа што сакам да ви го споделам е првото дека нели секој иновацијски циклус има почеток и крај. Како доаѓаме во поново време, време трајањето на тој иновацијски циклус се скратува, затоа сега гледаме многу нагли, многу брзи промени, меѓутоа тоа што најмногу сакам да ви го покажам на оваа слика е оваа графа горе, односно квалитет на живот. Квалитетот на живот по завршување на тој иновацијски циклус до сега, со новата технологија што сме добили од тој иновацијски циклус, квалитетот на живот значително се подобрил. Така да сакам да ви успокојам дека очекувам и овој пат со појавата на вештачка интелигенција, нели животот навистина да ни се подобри. Сега, навистина не сум загрижен, ќе повторам за овие промени, затоа што нели очекувам дека се ќе биде во ред, иако ќе биде различно. Меѓутоа тоа што навистина сум загрижен е дали луѓето во Македонија ќе почнат навреме да изучуваат вештачка интелигенција, бидејќи во претходните иновацијски циклуси не сме биле многу вешти, односно не сме почнувале навреме да ја користиме новата технологија, не било целосно наша вина, не треба да се обвинуваме бидејќи некогаш не сме имале потребната инфраструктура, некогаш технологијата доаѓала подоцна кај нас, меѓутоа овој пат најсилните алатки, ако се сетите 2021-2022 со појавувањето на ChatGPT, всушност со појавувањето на ChatGPT, односно започнува новиот иновацијски циклус кај нас, тие алатки стигна само недела или две недели подоцна од кога се појавија во Америка. Така да веќе немаме право не можеме да се оправдаме зашто не сме почнале навреме, бидејќи нели технологијата стигна на време кај нас. Сега, во ерата на вештачката интелигенција ќе се појават три типа на луѓе и овој пат ние можеме да одбереме во која група на луѓе ќе бидеме ние, така да дозволите ми да ви го споделам овој скрин. Значи, според тоа, ние што го гледаме, ќе имаме нели три типа на луѓе на оваа графа, гледате од еднава страна, гледате нели на Y-оската кариерни можности, како поминува време, од овој иновацијски циклус, така кариерните можности се намалуваат. Овој првиот би го нарекле, да речеме, не знам, AI победници, може така да ги наречеме, а овде ќе бидат отприлика 20% од луѓето и овие ќе бидат луѓето кои ќе се стекнат со напредни вештини за вештачка интелигенција и кои користат напредни алатки за вештачка интелигенција во секојдневната работа. За нив, ако оние имаат почнато навреме, нели се резервирани оние квалитетните работни позиции во ерата на вештачката интелигенција, како што можете да видите и од сликава, овие луѓе кои први ќе почнат да преземаат акција, односно да се едуцираат, ќе ги изграбчат 80% од ново создадените можности. Следниве ги имаме, ќе ги наречеме AI преживеање, значи се уште не е доцна за нив, да не ви биде нели паника. Тука ќе бидат отприлика оптимистичка оваа бројка, меѓутоа очекуваме да бидат отприлика 70% од сите knowledge workers, односно овие луѓе ќе започнат да користат AI, ќе започнат да учат AI и AI алатки, но претпоставувам со некое задацнување. Се уште ќе има опции и окей работни позиции за овие луѓе, но најквалитетните можности можеби ќе бидат искористени од оние што претходно почнале. Тука шансите за напредок и учество на иновативни проекти или лидерски позиции често веќе се зафатени за оние кои имаат почнато порано. Сега, доцната адаптација од друга страна се појавува една друга појава. Најчесто ова втора група на луѓе почнува со таа адаптација на новите промени, најчесто реактивно. Што значи реактивно? Дека започнува со под притисок, односно започнува ако ќе видат дека луѓето околу нив веќе започнале да користат новата технологија и првава група се оние проактивно што почнуваат. Сега реактивното
прилагодување на промените често е проследено со стрес, бидејќи нели се чувствуваме дека нешто пропуштаме, се чувствуваме дека некој друг ни ги зима можностите, затоа мој совет ќе биде овдека, ако се најдеме во оваа втора група на луѓе, пак нема да биде доцна, ви кажам, меѓутоа ако можеме да бидеме да се ослободиме малку време сега и да бидеме во таа прва група на луѓе, мислам дека би било по-паметно да направиме. И сега третата група на луѓе ќе ги наречеме AI наблюдувачи, односно тие ќе бидат 10% од луѓето и ова е оптимистичко сценарио да бидат толку мал процент, меѓутоа јас се надевам дека ќе биде така. Овде ќе бидат нели оние 10% од работоспособните луѓе кои ќе одлучат дека нема да изучуваат новата технологија и овие луѓе нели ќе најверојатно, не сакам тоа да го кажам, меѓутоа најверојатно ќе бидат можно е да бидат заменети од луѓето кои веќе познаваат или можеби да имат навистина ограничени можности за работа и ограничени можности за кариера. Сега, моje мислење е да имав 25-20 години, колку што немам, 35 или 50 години, не е важно, да сум во 2025 година, каде што сме денеска градев кариера во вештачка интелигенција, бидејќи луѓето кои се стекнуваат со напредни вештини за новата технологија, во овој случај или вештачката интелигенција, и користат напредни алатки за вештачка интелигенција во секојдневната работа, се луѓе кои ќе го предводат светот, барем тоа е нели нашето очекување. Сега многу добро прашање е, само да го исклучам скринот за да се гледаме. Многу добро прашање што често го добиваме и ние не можевме да најдеме соодветен одговор по ова прашање е што сега компаниите бараат поново од талентите, што е тоа што го бараат. И на ова прашање навистина пробував долго време да си одговорам, правев средби со компании, правев средби со партнери, меѓутоа многу ми помогна бидејќи во последниот месец дена од кога ја лансиравме новата понуда за AI at Work, ќе ви кажам за подоцна за тоа. Јас и мојата колешка Јана Тодоровска се видовме со точно 68 компании и едно од прашањата што се договоривме дека ќе им го поставуваме на сите компании со кои се гледам, освен тоа дека нели ќе им го понудиме продуктот е кои се новите работни позиции кои ќе се отворат и следното прашање што е тоа што сега они бараат од талентите. И тоа што го сватив е дека не се работи за голем број на ново настанати работни позиции, туку се работи за редефинирани работни позиции. Што значи тоа? Сега ќе се бараат луѓето да станат AI native, ве молам запамтете го овој збор. Се уште не сме го комуницирале како ваков AI native. Значи ќе се бара AI native професиите кои сакаме да ги работиме. Независно дали сакаме да бидеме дизајнери, дали сакаме да работиме во фешн, дали сакаме да работиме во продажба, дали сакаме да бидеме доктори, професори, наставници, дали сакаме да работиме роботика, медицина, фармација, архитектура, програмирање, маркетинг, проектен менеджмент, да работиме како имплементатори, дали сакаме да работиме на лидерски позиции или не е ни важно што сакаме да правиме, тоа важно е да станеме AI native во сите овие области што ви ги набројав. Значи треба да си одбереме кариерата која сакаме да ја работиме или кариерата што веќе ја работиме и да станеме AI native во таа кариера. Што значи тоа? Треба да станеме AI native професори, треба да станеме AI native маркетери, треба да станеме AI било што. Важно е да станеме AI native, така да ве молам овој скрин да си направите принт скрин, да си го запамтите. Ова ќе почне да се бара од вас. Независно која позиција сакаме да ја работиме, важно е да бидеме AI native во таа позиција и тоа е тоа што ќе ни помогне да ги зграпчиме сите тие ново отворени можности кои ќе се појават во ерата на вештачката интелигенција. Значи треба да бидеме AI native во тоа што работиме. Јас треба да бидам AI native CEO за да можам да перформирам добро во наредните 10 години. Сега да сумирам и да ве мотивирам за да започнете да изучувате. Земете си пенкалце или ќе ви ги спратиме овие
овие работи на мейл, као notes, или ќе ви ги скратиме цело видео, па може да си ги изгледате, кои се тие 3 работи според мене што треба да почнете да ги правите. Не се страшни ни една од овие 3. Првата е треба да започнеме на време. Значи не е доволно да започнеме со изучување на вештачка интелигенција, туку треба да започнеме на време. Овој иновацијски циклус што што го спомнав на самиот почеток, за разлика од сите останати што можеме да ги анализираме за изминатите иновацијски циклуси кои ги имавме во претходниве 25-30 години, имаме многу податоци кои можеме да ги анализираме. Тоа што можеме да го забележиме кај овој иновацијски циклус е дека е навистина пократок од претходните и сите оние технолошки промени се случуваат многу побрзо од претходно. Тоа значи дека немој да дозволиме да не изненади вештачката интелигенција, туку да почнеме веднаш да изучуваме. Број 2, почнете да посветувате минимум по 1 сат на ден во изучување на вештачка интелигенција и на алатки. Имајте на ум нешто, а тоа е дека користење на ChatGPT не е AI вештина. Исто како што не се фалиме дека знаеме да користиме интернет, не треба да се фалиме дека знаеме да користиме ChatGPT, туку треба да знаеме да користиме напредни алатки и да имаме вештина за вештачка интелигенција. Користење на ChatGPT исто како пребарување на интернет, односно новото пребарување на интернет. Не е доволно тоа да го знаеме. Така да одвоите 1 сат во денот, знам дека тоа многу и од нас не се очекува, нели цел животен век да треба да учиме по 1 сат на денот, некој од вас тоа го прави, свесен сум, меѓутоа не се очекува секогаш, меѓутоа се очекува во вакви периоди кога имаме иновацијски циклус. Овие периоди се ретки, се случуваат на секој 10-15 години, во таа година-две бара од сите професионалци да направат целосен рескил или делумен рескил на сите вештини што ги поседуваат. Тоа во теорија во образование се вика shelf life на skills, односно колку е рокот на траење на одредени вештини. Сега овие вештини кои ги поседуваме, во моментов би требало да ги замениме со AI вештини. Значи тоа е втората работа. Посветувајте по 1 сат во денот. И третата работа што најчесто ја забораваме е да почнеме штом веќе учиме вештачка интелигенција, да почнеме да ги применуваме тие вештини на работа, или ако не ни е тоа возможно, за сопствени проекти или за сопствени бизнеси. Ова ќе ни овозможи да се стекнеме не само со практични вештини, нели, бидејќи тоа што сме го научиле го применуваме, туку уште поважно ќе ни помогне да го наполниме нашето портфолио со проекти кои ќе бидат корисни не само за кариерен раст, туку и понатаму тоа портфолио на проекти можеме да го покажеме на компании, ако нели сакаме да смениме работа или сакаме да направиме напредување во работните позиции каде што сме. Така да ќе ги повторам, треба да направиме 3 работи, да започнеме на време, да посветиме барем по 1 сат во денот за учење на вештачка интелигенција или 5-6 сати во неделата и применувајте ги вештините она што сте го научиле веднаш на сопствени проекти, бидејќи тоа понатаму ќе ви помогне при вработување. Океј. Сега ако ги направиме овие 3 работи, се стекнеме со практични напредни вештини за вештачка интелигенција и напредно користење на алатки за неколку месеци од сега можеме да очекуваме доста придобивки, да очекуваме забрзан кариерен раст, да очекуваме зголемен потенцијал за заработка, да очекуваме поквалитетни работни позиции во ерата на вештачката интелигенција или повеќе професионални можности, можеме да работиме попаметно, побрзо, покреативно, поинтересно на крај на ден. Можеме да оние кои се комотни според мене треба да поработат и на препознатливост или градење на личен бренд, како сакате наречете го, меѓутоа сега се отвараат многу можности тоа да го направиме, дали на LinkedIn, дали на некој друг канал, меѓутоа да се позиционираме како експерти во областа би било многу корисно за нас. Понатаму и нормално поголема доверба и поголемо самодоверба и поголемо влијание. Сега да претпоставиме дека на сите нас не стана веќе јасно дека ова со вештачката интелигенција се случува и дека нашите работни места во наредните неколку години целосно ќе се трансформираат, ама буквално нема да постои ниту една работна позиција, ниту една кариера, ниту една индустрија која нема
да се промени, така тоа веќе ни е јасно и за ова не ви требаме ние, туку тоа сега прашањето кое произлегува како што да правиме со врска со тие информации. Во разговор со стотици студенти и фанови на Brainstar фаќаме дека всушност прашањето во последните неколку месеци се измени од зашто ни е потребна вештачка интелигенција во како да научиме, кои се првите чекори кои треба да ги направиме. И затоа во последниве 20 месеци, некаде од ноември 2023 година, за затворени врати развиваме нов производ кој ќе им помогне и на компаниите и луѓето во Македонија и Европа во ова AI трансформација. Сега си поставивме една висока цел, бидејќи бевме свесни дека ако го лансиравме продуктот во 2024 година, се уште луѓето не беа толку свесни, не бевме сите толку свесни дека вештачката интелигенција е тука да остане, така да имавме време, нели, барем година и нешто да ја развиваме и си поставивме една голема цел да видиме дали можеме да создадеме најефективен продукт и најповолен тренинг пакет за вештачка интелигенција на глобално ниво. И сега тие два, нели, и зборови во иста реченица се доста контрадикторно, нели, најефективно и најповолно, меѓутоа, нели, ви кажав, имавме една година на луфта да можеме да експериментираме, да видиме дали можеме да дојдеме до таков производ. И пред еден месец го лансиравме AI@Work, некој од вас веќе знае за AI@Work, така да дозволете ми многу накратко да ви споделам. За AI@Work се работи за пакет кој што за 25 евра месечно, ова ќе биде за првите 1000 корисници, тимови и поединци, ќе може да за 25 евра да добијат прва работа, ќе добијат секој месец по 8 супер практични, веднаш преминливи AI курсеви во живо, кои ќе помогна да се стекнеме со практични AI вештини, ќе се сертификати и секој месец ќе можеме да сретнеме експерти од Meta, Airbnb, првиот месец ќе имаме многу добар инструктор од Microsoft, така да ќе видиме, ќе можеме да гледаме и да се среќаваме со вакви големи инструктори. Значи сите курсеви ќе бидат онлайн, меѓутоа ќе бидат во живо, нема да бидат пререкордат. Значи тоа е првата работа што ја добиваат луѓето за 25 евра месечно, може да се одберат 1, 3, 8 курсеви, колку они ќе одберат и секој месец ќе имаме такви курсеви. И сега дозволете ми да ви споделам можеби еден скрин. За да биде полесно. Значи, како што ви кажав, секој месец по 8 вакви курсеви. Првиот месец ќе имаме, нели, септември, ќе имаме од prompt engineering до workflow automation, до quick market research со помош на AI, до AI for productivity. Секој месец ќе имаме различни 8 курсеви. И оние што не се редовни корисници, редовни корисници, значи кои се минимум 6 месеци корисници на платформата, одлучивме да им дадеме и нешто бесплатно, значи во истиот пакет од 25 евра во текот на месецот, меѓутоа за првите 1000 корисници ќе видиме после до каде сме со ова. Оние редовните ќе добијат и бесплатна академија, значи имаме од академија за бизнес лидерс до академија за HR, академија за маркетинг, академија за sales, академија за automation, академија за програмирање во AI, сите нели академии се поврзани со AI. Сега за курсевите, значи курсевите се стекнуваме со така наречени meta skills, значи meta skills подразбираат вештини кои не зависат од одредена професија, значи и за човек кој е на лидерска позиција, и за човек што е во маркетинг, во администрација, и било кој, важни се овие вештини, значи као prompt engineering, као workflow automation и така натаму. За разлика од нив, академиите се специфични за одредена работна позиција, да речеме AI for HR и така натаму. Значи ова е втората работа што ја добиваат корисниците. Меѓутоа трета работа што ја добиваат и оние што ќе дојдат као поединци и као компании е така наречено AI заедница. Значи AI заедница ќе биде као дигитална заедница каде што ќе споделуваме case стадија, ќе споделуваме темплејти, ќе споделуваме примери како се користи одредена технологија. Значи ова компонента од понудата ќе ни помогне, нели, за да можеме да искомуницираме тоа што сме сработили, да побараме помош за тоа што сме сработиле во форма на Q&A сесии и така натаму.
И една работа што ја добиваат луѓето само што ќе се регистрираат како поединци, не оние што ќе дојдат од компании, ќе добијат оние поединците ќе добијат и job board, односно редовните корисници ќе добијат пристап до job board, каде што ќе биде како marketplace од компании кои бараат луѓе кои работат односно кои се вешти во вештачка интелигенција, а од другата страна ќе бидете вие како студенти кои што можете да ги гледате тие опции. Значи сите овие работи ќе ги добиете за таа цена од 25 евра месечно. Сега дозволете ми да ви споделам уште една работа, меѓутоа линкот Вилте може да го споделиш во чет. Меѓутоа не го отварајте и не аплицирајте сега, чисто само да споделиме до каде сме сега. Со понудата рековме првите 1000 корисници. Моментално сме почнавме на 11 претходниот месец. Моментално сме на 874 корисници, значи има околу 125-126 места, така да ве молам, не се регистрирате. Сега на крај ќе го споделим уште еднашка линкот во мејл, така да оние што ќе бидат први 1000 регистрирани ќе добијат можност да добијат оваа понуда за 25 евра месечно. Понатаму, ако не стигнеме сега да се регистрираме, чисто да знаете, понатаму таа цена ќе биде покачена, меѓутоа нема да биде значајно покачена, така да не ви представува тоа притисок. Океј. Значи, прозорецот за да влеземе во таа така наречена AI трка е отворен, меѓутоа како што ви кажав, овој иновацијски циклус би траел доста пократко од претходните со кои нели сме се сретнале до сега, иако можеби не сме ги препознале дека сме дел од таков иновацијски циклус, меѓутоа сега ги гледаме, сега ги објаснуваме, така полека тој прозорот се затвара и најдобар ден, нели ова често го кажувам, најдобар ден да започнеме со изучување на вештачка интелигенција вчера, меѓутоа има втор најдобар ден денес или утре веќе треба да започнеме со изучување на вештачка интелигенција. Сега, ајде да се вратиме назад на оние две прашања, полека ја привршувам тука со мојата презентација. Значи да си го поставиме прашањето дали AI ќе не замени. Одговорот на ова прашање е дека не, вештачката интелигенција нема да не замени, меѓутоа нели ова веќе сме го слушнали, меѓутоа луѓето кои познаваме вештачка интелигенција или вие кои познавате вештачка интелигенција може да им ги земете добрите позиции на другите околу вас. Тоа значи дека треба да почнеме да изучуваме вештачка интелигенција. Ако не сме почнали до сега, не е страшно. Ако си ги поставуваме овие прашања, ако уште се плашиме од промените, нормално е да се плашиме, и јас се плашам од промените, меѓутоа да бидеме оптимисти и да почнеме да изучуваме вештачка интелигенција, нели второто прашање, односно на почетокот тоа што ви го поставив, како да се надпреваруваш со AI, всушност не треба да се надпреваруваш против AI, туку треба да се надпреваруваш заедно со AI, и тоа што се очекува од сите нас, од сите професионалци околу нас, сите knowledge workers, дека треба да станеме AI native во своите професии во кои работиме. И за на крај, нели се надевам дека од оваа група на луѓе што ме следите денес на овој мастер-клас, не сум сигурен колкав број се приклучија, меѓутоа барам дека 100 од вас, секогаш бројките на крај ми се вакви ниски, меѓутоа очекуваме многу повеќе, меѓутоа се надам дека барем 100 од вас ќе мотивирам уште денес да почнете, да донесете одлука која долго време можеби ја размислувате во наредната година дена да се посветите на изучување на практични вештини за вештачка интелигенција. Барем 100 од вас нели се надевам дека ќе станете екстремно успешни во наредниот период, ќе имате екстремно убава кариера и живот, така да тоа е тоа од мене. Ви благодарам.